последните впечатоци, после двете средби на македонскиот премиер со неговиот бугарски колега, се дека може да има некакво придвижување на позициите, но не на краток рок. Во ово издание на Трилинг, после подолг период во јавноста, се појавува Петар Колев, лидер на ГДУ, македонски бугарин. Господине Колев, кој тоа ве дискриминира во Македонија? Јас не знам уште колку години ќе ни треба на нас како демократија да созрееме дека дадени општествени процеси и дадени општествени промени треба да ги направиме заради самите нас. Не заради тоа што од нас ги бара Брисел, или примерно ги бара НАТО, или ги бара Бугарија, или Грција, или кој да било друг. И тука можеме да го откриеме одговорот на прашањето за дискриминација. Значи, јас не сум досега сретнал македонски политичар кој што во дадено интервју да биде представен не со неговата идеолошка платформа, а со неговата етничка припадност. Многу ретко ми се случувало, скоро никогаш, кога сум следел интервјуа на мои колеги кои што се примерно од турската, ромската, влашката, српската, албанската и македонската етничка заедница, се разбира, некој да ги представи дека тоа е примерно представник на турската етничка заедница и лидер на некаква политичка партија. Јас мислам дека политиката не треба да биде надпревар на етносите кои што живеат во Македонија, а треба да биде надпревар на идеите кои што ги споделуваат. И кога зборуваме за дискриминација, должен сум да одбележам дека Граѓанско-демократската унија, се надевам и сите политички партии во Република Северна Македонија, се обединети околу една од основните вредности на човештвото, а тоа е еднаквоста на граѓаните пред уставот и законите на државата во која што живеат. Јас не знам зошто некој си мисли дека нашето општество ќе оди напред, ќе започне преговори со Европска унија, успешно ќе се интегрира во Европска унија, ако ние продолжуваме да робуваме на мислата дека е можно да имаме граѓани втор ред. Дали тоа се македонските бугари, дали се црногорците, хрватите, египјаните, македонците, албанците, власите, турците, кој да е. Тоест, ние како општество треба да сватиме дека ако навистина веруваме дека Европската унија не е само фондови, не е само можност да изградиш убави патишта, да инвестираш во здравство, се разбира од даноците на германците и французите, а дека Европската унија е вредности кои што ќе хармонизираат нашата внатрешна потреба од кохезија во општеството, од една страна, и од друга страна ќе ги мотивираат младите луѓе да ги скинат прангите на стереотипите и стравовите за кои што зборувавме пред малку, тогаш веќе сметам дека нема ништо пологично од тоа сите ние да се обединиме околу тој момент. Господин Колев, имавте средба со бугарскиот председател Радев, имавте среда и разговори и со македонскиот председател Пендаровски. Радев денове реагираше што шефот на македонската држава Пендаровски ги прими Омо и Линден Пирин. Не ми се гледа дека помалку Софија води политика на ултиматуми, а не на реципроцитет? Има два моменти. Прво, ние неколку пати сме се среќавале со македонскиот председател Пендаровски. И со него сме разговарале од прашањата сврзани со Бугарија до изборниот модел, начинот по кој што да биде дадени политички прашања во Република Македонија да бидат решени. За разлика од него, кој што никогаш не споделил јавно дека се сретнал со нас по време на самата средба, нели, да ни даде можност да разбере македонската јавност дека нема ништо страшно ако примиш во кабинетот на председателот и луѓе што се самоопределуваат како бугари, се разбира. Од друга страна, неговиот колега во Софија реши дека за него тоа не е проблем и тие средби можат да бидат јавни и транспарентни. Ќе се сомневате во релевантноста на податоците кои ќе излезат од пописот? Јас не би се сомневал, бидејќи сакам да верувам во честните и добрите намери на македонските институции. Јас навистина верувам дека нашата држава е подготвена да изгради демократски капацитети во своите институции.
Дајте да се изборуваме искрено за ова. Пописот во Македонија не е статистичка операција. Тоа е политичка операција. И ние, ако не го погледнеме така, бидејќи така е исполнет со содржина, нема да сватиме што сака да ни каже примерно македонскиот премиер, кој што вели кај нас индивидуалните права се црпат од колективните. Всушност, човекот најдобронамерно се обидува да ја отслика реалноста кај нас, се обидува да ја отслика по најдобронамерен и чесен начин. Со други зборови, ако вие не функционирате и ве нема во составот на уставот на државата, како колектив, како етничка заедница, вие не можете да ги исполните вашите индивидуални човекови права. Тоа се зборовите на Ковачевски. И ние како општество се вознемируваме да го погледнеме тој безпрецедентен факт. Тоа е така ни е изграден уставот, така ни е изграден правниот систем. И тоа што го каже премиерот Ковачевски, навистина е така. Не ми одговорите конкретно. Дали знаете колку македонски бугари живеат во земјава? Согласно тоа дека во соседна Бугарија, по информациите кои што се јавно достапни, кои се лиферуваат од институциите, мислам дека над 100.000 граѓани на Република Северна Македонија на основа на бугарско потекло, докажано во една легална и правна процедура со документи од нивните предци, се и бугарски државјани. Сега да видиме, можеби дел од тие луѓе нема да се самоопределат како македонски бугари. Всушност, правото на самоопределување е индивидуално човеково право. Но кога за еден систем вие не постоите и кога во тој систем индивидуалните права се реализираат преку колективните, а вие како колектив не постоите за тој систем, и задавам клучно прашање. Ако нема ниту една објава за работа во Македонија, во македонска државна институција, во која што вие како бугарин да можете изрично да е наведено согласно правилата, законот, плановите што се направени за 2022 година, имаме двајца бугари кои што треба да бидат вработени и вие како бугарин да можете да кандидирате за работа, да започнете да се јавите на интервју, тогаш го поставам логично прашање каква алтернатива му останува на тој човек. Господин Колев, какви политичко и правни ефекти би имало инсистирањето на властите во Софија македонските бугари да бидат дел од преамбулата на уставот на државата? Должен сум да одбележам дека таа иницијатива не е на бугарските власти, е иницијатива на неколку здруженија од Република Македонија, вклучително и на Граѓанско-демократската унија. Ние овој разговор сме го воделе уште пред премиерот Зоран Заев да стане премиер на Република Северна Македонија, тогаш беше се уште опозиционер. Ние имавме неколку средби со него, вклучително и раководството на тогашното Здружение за македонско-бугарско пријателство, кое што подоцна, дел од тоа раководство се вклучи и во ГДУ. Имавме неколку разговори во кои што една од темите беше и еднаквоста на македонските бугари пред уставот и законите на Република Северна Македонија. И тогаш премиерот Заев јасно дефинира дека за него тоа е сосема релевантно, логично, аргументирано прашање кое што треба да најде решение во нашиот правен систем. Нашите очекувања беа сврзани дека во моментот кога ќе се отвори уставот за решавање на проблемот со името, дека ќе се решат и неколку други прашања, вклучително и прашањето за еднаквоста на бугарите, хрватите, црногорците, египјаните или секој друг кој што има желба да се вклучи во уставот. Јас не сваќам зошто ние како Македонија имаме проблем со тоа што сме мултиетничка, мултинационална, мултирелигиозна држава, но го имаме тој проблем само кога станува збор за македонските бугари. Може ли да функционирате на принципот на меѓусебна поддршка, што би значило вие да ги поддржите, да дадете поддршка за правата на македонците во Бугарија, а тие, говорам, за она што вие го барате во Македонија? Треба прво да видиме кој што бара и кој што сака да постигне. Ние, кои што работиме по прашањето со еднаквоста на македонските бугари пред уставот и законите на Република Северна Македонија, бараме нешто кое што е дозволено со нашиот правен поредок. Она што некој сака и се обидува во македонската јавност да го продаде како вистина,
е дека за сите во Бугарија, за сите малцинства во Бугарија имаат права, само македонското малцинство го нема тоа. Јас не би сакал да бидам адвокат на никого, но би апелирал до македонските новинари да одделат по 10 лева или 15 лева и да си го купат бугарскиот устав. Да го прочитаат, и ово го кажувам како човек кој што завршил правен факултет, магистар по право од Софија, да го прочитате бугарскиот устав и да видите две клучни работи. Прво, бугарскиот устав не признава малцинства. Тоест, не ги признава, не се вклучени, го нема тој термин, не постои, не е изградена државата така. И второ, бугарскиот устав изрично забранува постоење на политички и неполитички субјекти на етничка, на религиозна или на каква и да било друга основа. Јас немам ништо против, точно обратно. Секој еден човек во Бугарија кој што се чувствува за македонец, јас од тука апелирам да продолжува да се декларира за македонец, да си се бори ако има некакви права кои што му се нешто загрозени, тука нема ништо страшно, точно обратно. Тие негови права треба да бидат гарантирани. Но прашањето е, кога вие знаете дека уставот на дадена држава не дозволува регистрирање на политички субјекти на етничка основа и вие упорно се обидувате да регистрирате политички субјект на етничка основа, дали вие барате решение или барате провокација? Слушам и во Македонија и Бугарија се бараат некакви компромисни и чудни варијанти на решавање на проблемите. Дајте да ги вклучиме во преговорниот процес, дајте да бараме гаранции од Европската комисија, дајте во некое поглавје да го направиме. Знаете ли, веќе имам длабоко чувство во себе дека некои структури во Македонија и во Бугарија, особено тие застапници на таквиот либерален приод, да ги оставиме проблемите за воиднина, ни спремаат српско или турско сценарио за преговори со Европска унија. Можете ли вие да си представите... Господине Колев, кои работи да не успее договорот меѓу Скопје и Софија? Тие што не сакаат да се решат проблемите. Кои тоа не сакаат да се решат проблемите? По нивните изјави, мислам дека секој еден од нас може да ги артикулира точно. Тоа се некои структури кои се за последните 30 години успешно изградиле кариери на проблемите помеѓу Скопје и Софија. Почнувајќи од академската сфера, политичката, медиумската. Знаете ли, ако меѓу Македонија и Бугарија нема проблем, оној дел од така наречените научни, новинарски, политичарски или политички хейтери ќе изгубат својата основна храна за вегетирање. Кој е рецептот за решавање на проблемите? Сега, после двете средби Ковачевски-Петков, во преден план се ставаат економските прашања. Ако ние сме сојузници во НАТО, и ако сме прифатиле дека сме две држави кои што сме подготвени да бидеме сојузници и во европското семејство и во НАТО, тогаш не треба помеѓу нас да има проблемни прашања. Ние треба да седнеме искрено, добронамерно, побартучецки и да ги решиме проблемите, сите до еден. Но можеме да изградиме стратегија како ќе ги решаваме. Но верувајте, тоа не е ако председателот на македонската страна од комисијата за образовни и историски прашања каже дека е подготвен за 2 години да не работи комисијата, да предлага да имало мораториум по тоа прашање. Не би сакал некој од македонска или од бугарска страна или од некаде друга, од некоја друга страна, да ни подметне мини во процесот на преговори, кој што во секој еден момент во кој што ние ќе напредуваме една по една ќе пукаат. Сега треба да седнеме и паралелно со економијата, паралелно со прашањата сврзани од транспортот, заедно со прашањата сврзани од промените или потребите за промени на уставот, прашањата сврзани со дискриминација, да ги отвориме историските прашања. Кои сме вие или јас денеска да решаваме кој е и што е по националност и зашто се борел пример Гоце Делчев? Кои сме јас и вие да го решаваме тоа прашање? Гоце Делчев бил писмен човек. Бил директор на образовни институции, бил наставник, професор. Тој оставил доволно пишани документи за себе, за својата дејност. И што е проблемот ние сите тие пишани документи да ги објавиме пред македонската и пред бугарската јавност? Зошто не го направиме по еден најдобронамерен и транспарентен начин?
И ако Гоце Делчев сам за себе си се самоопределил по даден начин, тогаш ние сме должни да го почитуваме тоа. Македонските граѓани не гледаат реципроцитет во барањето на решение меѓу Скопје и Софија, туку дека Софија поставува одредена динамика и диктат за да се дојде до договор. Не би рекол дека јас пак не ги гледам работиве така. Договорот за добрососедство, колку што се сеќавам, е потпишан од двете влади. Доколку што знам, тоа не беше капитулантски договор, така не ни беше представен на македонската јавност. Јас така не го прифатив тогаш. Мене ми го објаснуваа тој договор примерно господинот Димитров, господинот Заев, дека тоа е најголемиот успех на македонската дипломатија. И од денешна гледна точка, кога вие треба да отворите прашање и да ги решите трајно, ели? И почнувате да размислувате во сферата немаме реципроцитет, не сме во еднакви стартни позиции, не сме во најдобри услови да ги решиме, почнувам веќе да имам чувство дека некој бара алиби за својата неспособност. Политиката е сложена работа. Политиката е место каде што луѓето жртвуваат дел од својот комодитет за да завршат некаква општествено полезна задача. А не за да бидат најодобрувани со многу ракоплесканици околу нив за нивните големи интелектуални способности и капацитети. Тие кои што не се способни да го решат ова прашање, да не се оправдуваат со апсолутно измислени аргументи, а да излезат пред македонската јавност и да ја кажат извинете, но ние немаме капацитет, не можеме ова да го решиме и нека дадат шанса на некои други кои што се подготвени да го решат тоа прашање. Ја не би сакал, затоа кажав, ние веќе сме 3 години блокирани по патот на евроинтеграција. Јас сум можеби единствениот македонски политичар кој што вели сакам да ги решиме проблемите сега, пред да почнеме преговори за Европска унија. И сето тоа го кажувам заради катастрофално лошото искуство кое што ние и бугарското општество го имаме како трајно политичко поведение. Ние сме општества кои што понекогаш даваме шанса на чудни ретроградни сили, кои што ќе се појават како спасители на народот и нациите на Балканот, и од сето она што ние сме успеале да го изградиме како процес на интеграција, ќе направат пепел. И представете си хипотеза, ние сме веќе 3 години блокирани, и започнеме преговори за Европска унија, и се појави една таква македонска структура, која што одеднушка ќе почнат да изметаат сите, ту бугарите, ту грците, ту србите, црквата не ни ја пристават, ту албанците ни пречат. И ние ќе влеземе во тоа што јас се плашам. Тоа е турското и српското сценарио за преговори со Европска унија. Преговараме како да преговараме. И никако не напредуваме. Јас не сакам таква судбина за мојата држава. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Поштени реч, тоа беше Петар Колев, председател на партијата ГДО и македонски бугарин кој се има декларирано во Северна Македонија.